Едносменска настава е воведена во училиштето Димитар Поп Георгиев во Ѓорче Петров. Проектот кој го најави министерката за да се реализира до крај во сите основни училишта, ќе бидат потребни уште 8 милиони евра. Придобивките од едносменско работење се големи. Прво, подолгиот престој на учениците во училиштата, истекнување поквалитетно знаење, заштита на огромни трошоци кои ги има општината за одржување на училиштата. За да се спроведе овој проект едносменско работење во училиштата, потребна е доградба на околу 300 училишта, училници се извинувам и 70 санитарни јазди, што би чинело околу 8 милиони евра. За наставниците да не останат без работа, онаму каде што со едносменската настава ќе се појави вишок на кадар, ќе бидат прераспределени во други училишта во најблиската околина. Дистрибуцијата на наставници во училиштата во Македонија е нерамномерна и во некои училишта постојат паралелки од по 12, 10, 15 деца и повеќе такви паралелки за да се сачуваат работните места на наставници кои што во овој момент би биле вишок ако се спојат паралелките. До сега едносменска настава се одвива во 150 училишта во Македонија. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.